Разузнавачките служби се затворени служби, каде се испречени повеќе предизвици во делот на родовата рамноправност. Е ставот на Диана Голубова, подпредседателка на Сдруженијето на жени од безбедносниот сектор Униформ, која организираше серија разговори на оваа тема. Голубова истакнува дека големите светски организации како НАТО темата на родовата рамноправност ја издигнаа на високо ниво. Самитот на НАТО во Брисел во 2018 во однос на резолуцијата на Обединетите нации за жени, мир и безбедност воведени се и неколку клучни активности и мерки кои што ќе придонесуваат за модерна алијанса. Работните позиции се подеднакво достапни и на мажите и на жените. Оваа реченица, што често може да се слушне при вработувањето и унапредувањето, е сериозно сватена во безбедносниот сектор. Сликата дека безбедносниот сектор е машки свет постепено се менува. Еден таков пример е назначувањето на првата жена директор на ОТА. Таму, од нејзиното формирање, пред 5 години, до сега, 40% од вработените се жени. Покрај директорката, на уште 3 високи раководни места се поставени жени. Во Агенцијата за разузнавање, 37% се жени, додека 47% се жени на раководна позиција. Дополнително, во Агенцијата за разузнавање од 2024 раководи жена. Ова е значајно поместување од периодот од 2016 до 2018, кога процентот на жени на раководни позиции изнесувал меѓу 26 и 28%. Процентуално расте бројот на жени во сите служби на МВР, па и во специјалните единици. Во МВР 78,1% од вработените се мажи, а 21,02% жени. Во армијата ја имаме првата жена аѓутант, кај председателот на државата, додека во 2 мандати со Министерството за одбрана раководеше жена. Стремешите се да ја добиеме и првата жена генерал. Но, ова се само бројки и факти. Кога ќе ги прашате жените од одбранбено-безбедносниот сектор, многу побитно е како жената стигнала на раководна позиција, кои вредности и квалификации ги поседува, како и нејзиниот пристап до работа, дали е успешен лидер и како зголемениот број на жени на раководни позиции влијае врз националната безбедност и одбраната. Статистичките вредности се битни, но не и најбитни. Но, ова се сектори каде искачувањето во кариерата е по специјализирани обуки и скалила, кои треба да се поминат. За одредени позиции, посебно во армијата, значи потребни се има скалила. Значи не може преку ноќ да се стане командант, не може преку ноќ да се стане командир, не може преку ноќ, не знам, началник на генералштаб и така натаму. Има скалила, потребно е време, потребни се одредени до усовршувања, до едукација за тие повисоки должности. Ние веќе имаме дел од жените каде што се усовршува на високи школи надвор од државата и каде што целат кон исполнување на условите. Законот за еднакви можности на жените и мажите навистина и буквално создаде услови за еднаквиот пристап до работните места. Меѓутоа, многу поважно е како ова се применува во институциите на безбедноста и одбраната, почнувајќи од тоа какви услови се создадени да се реализира. Во случајот со Агенцијата за разузнавање, наследени се културолошки стереотипи, кои позиции се за мажи, а кои за жени. И тоа се уште не следи, односно жените се за во аналитика, додека мажите се за на терен. Например, во Агенција за разузнавање полесно е за жените да бидат на аналитичарски места, отколку да бидат, например, да работат во Директорат за безбедност, да бидат, например, ВИП обезбедување, или пак да бидат оперативни работници. Но има текови кои што сега веќе навестуваат дека има промена и тоа е видливо. Но во иднина како може да се надмине овај предизвик во разузнавањето е тоа што би требало да се вработуваат повеќе жени по однос на овие специфични работни позиции кои што во минатото припаѓале само на мажите.
и со соодветна обука би ги зазеле тие позиции кои што во минатото биле само на машките работни позиции. Меѓутоа, точно е дека дел од ваквите бариери и предрасуди за улогата на жената во разузнавањето можат да се надминат со обуки, посебно со специјализирани обуки. Жените, според нашите соговорнички, се додадена вредност на безбедносно-разузнавачкиот сектор. Особено во разузнавачкиот сектор, каде нема факултет кој може соодветно да ги подготви кадрите за работа. Концептот на Европската Унија е еднакво право при конкурирање на работни места. Забранета е дискриминација независно дали за ново работно место или унапредување кое е засновано на мерит систем. За да може да се вработи во разузнавачкиот сектор, се поминува административна селекција, здравствено-медицински прегледи, психолошки тестирања и да ја помине безбедносната проверка. Сега веќе, после долго години работа и искуство во секакви служби со секакви луѓе, не сме да се искреира еден амбиент дека едни се побитни, други се помалку битни. Во разузнавачкиот амбиент знае тоа да биде така, нели? Поважни се тие што работат на терен и што носат информации, или тие што имаат капацитет да пристапат и да донесат информации. Факт е дека има поризични условно работни позиции, меѓутоа за тоа треба и специфична структура да има личноста, психолошка структура. Меѓутоа мислам дека на темава битно е да се влијае врз амбиентот, а можеби жените имаат повеќе таа способност, дека нема внатре во една служба побитни и понебитни. Во армијата 6,35% професионални војници се жени и 29% од цивилите во службата. Има жени на командни позиции, додека 11% од вкупниот број во армијата се жени. За илустрација, пред 10 години тој број бил на ниво од 5%. Дали квотите би придонеле за поголема застапеност на жените во армијата? Е прашање што треба да го покаже најновиот извештај. Немаме квоти, не сме ни имале, сите позиции во Министерството и армијата се отворени и за мажи и за жени. Значи да имаме никаков лимит. Nije dobro bježati od kvota, od afirmativnih mjera. Odlukom ministra može se, znači... Не е добро да се бега од квоти. Со одлука на министерот може да се постават стандарди во сите работни групи, во сите активности, да бидат подеднакво застапени мажите и жените. Тоа е обврзувачки правен акт. Не дали некој шеф размислува да прати маж или жена кои му се блиски. Тоа не е стандард. Посебно во полицијата. Полицијата постапува и таков е начинот на работа да се спроведува нешто што го донесува некој од нив. И тоа е можно. Има многу мерки што може да се донесат, но клучно е да имаме план. Државата е потписник на повеќе меѓународни документи, каде е загарантирана улогата на жените, вклучително и Агендата за одржлив развој 2030, каде пишува: запирањето на секаква дискриминација врз жените и девојчињата не е само основно човеково право, туку и клучно за одржлива иднина, која не е возможна без одржлив развој, мир, безбедност, стабилност, човекови права и ефективни права засновани врз владење на правото. Според наводите во националната стратегија, значи тоа што веќе е нели објавено во стратегијата, истражувањата покажуваат дека зголеменото учество на жените во процесите на одбрана и одржлив мир имаат огромно позитивно влијание и придонесуваат за напредокот на земјата. Обезбедување на подеднакви услови за работа на мажите и жените е зацртано во повеќе документи, вклучително и во резолуцијата 1325 на Обединетите нации. Најнапред, во усвојувањето и подготовката на документи се отидени Министерството за одбрана и армијата, освен дефинираните еднакви услови за работа, загарантирани со закон. Овде е отидено чекор напред и изготвени се интерни документи за постапување во случај на вознемирување на работно место. Паралелно се одвиваат и обуки на оваа тема, а во Војната академија, каде се образуваат питомците, родовото образование е опфатено во 4 предмети. Назначени се и 36 родови представници.
Со овој интерен механизам кој што го поведовме, многу е битно да нагласиме дека се назначи овластено лице и заменик овластено лице, каде што секој ден вработен во Министерството и армијата може да се обрати, да обара совет или помош, или да пријави случај на вознемирување во случај ако се најде во таква ситуација. Покрај овластеното лице и заменик овластено лице, направена е и листа од назначени се лица родови представници и во моментот на листата се 36 родови представници, а тоа се лица вработени и од Министерството и од армијата, запазувајќи го родовиот принцип, односно и жени и мажи. Овие лица кои што се во организационите единици во Министерството, како и во армијата, се лица каде што секој ден може да се обрати за совет, за помош, да се консултира и подетално да се запознае со механизмите и постапките во евентуален случај на вознемирување на работно место. Но, на крај останува на жените во овој специфичен сектор на безбедност и одбрана самите да се изборат со своите очекувања и замисли за развој на кариера. Да бидат похрабри во однос на носењето на одлуки. Многу е битно да имаме храброст да излеземе од нашата комфортна зона, од она што го правиме, а што ни е убаво и сигурно, да излеземе од тоа и да носиме новини и промени во институциите во кои што работиме. Родовите стереотипи се присутни бариери за родова инклузија во безбедносниот сектор, што бара понатамошни проактивни напори за нивно надминување. На безбедносната сфера се уште се гледа како на синоним на физичка машка сила, додека полициските униформи се идентификуваат со мажи. Државниот секретар во МВР, Магдалена Несторовска, изнесе дел од заблудите и стереотипите, кои се уште се присутни, тргнувајќи од заблудите дека жените не се лидери, ниту се доволно амбициозни. Во безбедносната сфера најлесно е стереотипот да се камуфлира. Знаете зошто се камуфлира во безбедносната сфера? Затоа што безбедносната сфера, условно речено, е сфера во која што многу лесно се продава приказната за апсолутна равноправност. И вас ќе ви ја продадат приказната во смисла на тоа треба да постои апсолутна равноправност, најдобрите ќе бидат најуспешни. Тоа е така ако вие обезбедите еднакви услови за борба. Тоа е така ако вие организирате трка во која што не може на едните да им дадете патики, а на другите да им дадете штикли и да им речете трчајте на 100 метра. Која е улогата на едно министерство кое што се бори за родова еднаквост? Улогата мора да биде таа да овозможи еднакви услови, ама тоа значи дека таму каде што е теренот кос, оние кои што се на понискиот дел треба да им овозможите да делуваат и да работат како да е теренот прав. Таму, оние кои што трчаат со штикли, треба да им обезбедите трасата да биде соодветна на штикли. Сепак, перцепциите во јавноста тешко се менуваат, а како што вели Несторовска, и покрај тоа што се настојува да се изгради рамка за еднакви можности, почнувајќи од број на девојки кои се запишуваат на факултет, до број на девојки кои пројавуваат интерес за работа во МВР. Преку перцепцијата дека МВР е добар работодавач, со самото менување на подзаконски акти, колективниот договор кој е родово сензибилен, стратегии за родова еднаквост. Статистиката говори дека процентот на жени вработени во МВР на раководни позиции укажува дека МВР станува родово сензитивна институција, со услови за кариерен напредок на жените. Прашањето е како да се избориме со родови стереотипи во полицијата. Во уривањето на тие стереотипи, голем удел имаат жените кои со својата работа и квалитет зафатија позиции кои се перцепирале како типично машки. И кога јас почнав да работам, многу малку жени имаше на оперативни позиции, како инспектори, поготово инспектори за дрога. Но верувајте, во оваа сала,
гледам многу жени кои што го изодија тој трнлив пат. Едноставно со својата професионалност и стручност отворија пати на други жени да влезат на одредени позиции или одредени работни места кои што се сметаат дека се машки и буквално со својата упорност и професионалност го покажаа значењето дека можат да се справат и да бидат добри во тие работни места. И денеска гледаме многу жени во делот на борбата против дрогата, трговијата со луѓе, гледаме многу полицајки, собраќајна полиција, гледаме во еве сега и во единиците за брзо распоредување и на многу други места каде што порано не било замисливо. Жените треба да се регрутираат во безбедносните служби и треба да се застапени во безбедносните служби. Второто прашање е дека треба да се намали степенот на сексуално вознемирување, особено во ваквите служби, кои што се уште се оптеретени со мачоизмот. И третото е дека ваквите служби треба да изградат силен капацитет за соодветен одговор по однос на прашања кои што се однесуваат на родово базираното насилство и домашното насилство. И третиот аспект е многу битен, затоа што институција која што гради капацитети за соодветен одговор на родово базирано насилство врз жени и семејно насилство, значи дека внатре ги почитува нормите и вредностите за намалување на процентот на сексуални вознемирувања, внатре сексистички говор, внатре во службата. Еднакви услови за мажите и жените е и пресликана и преку можноста за обучување и тоа специјализирани обуки, кои можат да донесат напредок во службата и пат до раководни позиции. Затоа кој ќе оди на обука зависи од номинирањето што го прави раководителот. Така е сега, но од следната година влегуваат во сила во календар и каталог на обуки. Тоа всушност ќе даде една можност да секој од нас, секој од вработените се гради по собствена иницијатива. И дел од тие обуки ќе има можност да се поминуваат, да речеме да не мора да те номинира раководниот работник. Институцијата треба да ги преземе одговорностите. Институцијата е таа што треба да ги постави правилата и да ги обезбеди еднаквите можности на мажите и жените. Но, како што вели државниот секретар Несторовска, не е само институцијата и не е само една институција. Еднаквите можности почнуваат од семејството и воспитувањето на децата. Борбата за родова еднаквост е борба на целата држава, на целото општество. Тука, така е, почнувате од дома. Родовата сензибилизација не можете да му ја направите на колегата, ако не сте ја направиле на синот прво. Значи, борбата е многу комплексна. Помината е фазата на машки и женски професии, велат нашите соговорнички. Сепак, подсетуваат дека жената има и живот на сопруга, мајка и секогаш не може да одговори на потребите на професијата. А тука се и културните бариери. Но, како ќе се гледа на бариерите, скалилата, километрите и часовите обуки и учење? Во многу зависи од жените на денешницата, кои се почесто застануваат на чело.